ефективност на брзата помош. Пунктовите во приградските населби кои што беа отворени пред 3 години веќе не функционираат. Причината, како што велат од здравствен дом, е недостаток на кадар, медицински сестри и доктори. Вие постојано видите дека има вработувања. Дали кога овие пунктови можне повторно да профункционираат? Најпрво да кажам дека и покрај тоа што пунктовите заради недостаток на кадар не функционира физички, времето на чекање во Скопје не е подолго од 15 минути за интервенција на екипа од брза помош. Меѓутоа, тоа време дополнително ќе се скрати сега откако веќе се примени патронажните сестри и доктори во рамките на здравствениот дом, не само во Скопје, туку насекаде во државата. Тие во овој момент прават планови и распоред како ќе бидат физички распределени, дури во тие пунктови согласно потребите кои што сега не функционираат, а ние во овој период од 60 дена пред нас кои што следи ги очекуваме и дополнителните 7 возила. Значи, освен со кадар, ќе се зајакне капацитетот на идната помош и со возила. Така да, верувам дека во следните месеци сликата ќе биде драстично различна. Ќе потенцирам повторно дека и во сегашни услови, со новите возила кои што веќе ги имаат од претходната набавка, пред се тука мислам на здравствениот дом Скопје, заради тоа што нивниот капацитет се дуплираше, освен 6 со кои што располагаа, сега имаат и дополнителни 6, имаат доволен број на вработени во редовна постапка, но и со патронажни сервиси, сосем коректно функционира службата за итна помош. И дали возилата од Министерство за земјоделие веќе се пренаменети во возила за транспорт на пациенти и колку чинеше пренамената во возила? Не, тие се уште не се пренаменети и тие служат само за транспорт на пациенти, не за пружање итна медицинска помош, значи тие се опремени само со количка и неопходни апарати за да се транспортира пациентот од една јавноздравствена установа во друга. Тие се распределени по јавноздравствените установи ширум државата согласно нивните барања и сега секој прави пренамена така како што тие самите побара. Министра, каква е состојбата со агрегатите на клинички центари? Дали има нов агрегат клиниката за гинекологија? Дел од клиниката кажа дека не се вклучиле агрегатите, но и каква е состојбата и со осветлувањето на клинички не само во операционите сали, туку и во ходниците каде што лежат болните? Осветлувањето во рамките на кругот на клиничкиот центар се коригираше пред неколку месеци со помош и договор со ЕВН, кој што ги замени сите светилки со најсовремени светилки. Сега целиот круг е практично осветлен. Допред некое време имаше многу делови кои што беа целосно неосветлени заради тоа што тие сеарици и лампи беа во дефект подолго време. Во однос на агрегатот, тој сосем коректно работи. Ние тоа го проверивме после прекинувањето на струјата пред неколку денови. Веднаш е вклучен, станува збор за само неколку секунди, толку колку што е потребно да се вклучи, а целата инфраструктура во рамките на клиниките, во рамките на менаџирањето на самите директори, јас мислам дека е сето тоа во добар ред. Може би да има некои недостатоци, може да има некои помали дефекти, меѓутоа верувам дека тие многу брзо се санираат веднаш откако ќе се јават. Немаме барање ниту податок дека треба да се замени. Посебно што сега пред неколку денови после прекинување на струја разговаравме дали тоа треба да се направи, кажа од техничките служби дека сосем коректно работи и е во добра состојба. Кој е заложен да ги контролира агрегатите, да гледа во каква состојба се за да не дај Боже да се случи загрозување на животот на пациентот? Тоа е во рамките на активностите на службата за заеднички работи, кај што се вработени експерти од тие области, електричари кои што водат сметка за сите работи кои што служат на клиниките. Имав разговори со директорката, така да седо тоа е во најдобар ред. Министре, ќе има ли доволно терапија за лицата со ХИВ за догодина антиретровирусна и дали со оглед дека имаме рекорден број оваа година 57 случаи, во програмата некој дел ќе измените, ќе додадете за информирање или други превентивни активности? Тоа што има зголемен број на ново детектирани
мора да потенцирам, не ново инфицирани, е знак дека програмата функционира одлично. Тоа значи дека и информацијата и пристапот кон превентивните програми, активностите кои што ги имаме заедно со граѓанските организации кои што работат во спроведувањето функционираат одлично. Од кога ги преземавме обврските од Глобалниот фонд за финансирање од страна на владата и направивме договор со граѓанските организации, еве еден добар резултат на доволен на одличен број на детектирани случаи, што значи дека сите тие кои што ќе биде индицирано, ќе бидат поставени на соодветна терапија. Тоа што ќе го најавиме како новитет за следната година е и терапија за одредени ризични групи преекспоненцијално. Значи, пред да бидат тие изложени на ризик, може да примат терапија согласно светските протоколи и препораки, и тука станува збор за МСМ групата. Уште еднаш само да се навратам на агрегатите од гинекологија. Вчера стигна соопштение дека прво се вклучил УПС системот, а не агрегатор, што не е исто како агрегат. Во секој случај било соодветно снабдувањето со електрична енергија, како во технологијата на уклучување и вклучување кога има недостаток на енергија, ние разговаравме со експертите, тие не уверија дека се е во најдобар ред. Меѓутоа тие имаат рок на траење батерије, може да се истрошат ако не се вклучи агрегатор. Добро, како што кажав, затоа имавме разговор со директорката која што претходно разговараше со стручните служби во овој дел, кои што укажа дека се функционира како што треба, нормално, и секако дека сме тука да интервенираме дури нешто превентивно. Ако треба да се направи, но јасно и децидно ни кажа дека во овој момент нема потреба за таква интервенција.